Премиере, не сум задоволна. Ова не е одговор на премиер, кој е задолжен во делот на економските политики. Вие ми кажувавте дека ќе дојде инвеститор, ќе направиме подобро, рачунаме на голем проект, тој голем проект ќе ја поттикне економијата. Тоа не е одговор. Ние имаме 500.000 луѓе кои се на прагот на сиромаштијата. Тие сакат да слушат конкретни мерки на развој на економијата, на зголемување на платата, на зголемување на сите придонеси, односно ефекти кои треба да направат подобар живот за тие граѓани. Вие ми кажувате дека имавте состанок со директорот на делегацијата на германските стопанственици, одма после тоа од кога ја извадија нивната анкета, дека ве оценија со 0. Па господинот Мартенс беше на јавната расправа за прогресивниот данок и даде своје мислење. Го посочи примерот на Словачка, дека треба да не брзаме, дека Словачка го воспостави тој данок, меѓутоа кога имаше многу инвеститори, кога се засити од инвеститори, ние направивме брзи чекори, непромислени во многу сегменти. И затоа сега се соочуваме со ваква состојба, да имаме најнизок раст од бруто домашниот производ. Вие сте свесни за сите овие состојби. Сега работите на глава, на нос, што викаат, за нешто да санирате во овај дел, затоа што овај ви беше испуштен. Вие ми кажувате дека имате градба на градинки, на училишта, се гради нешто. Многу пати барав, дајте ги да ги видиме кои градинки. Ама за 15 милиони евра се толку изградивте во првите 2 месеци од годината. 420 милиони евра ви се инвестициите планирани. 15 милиони евра имате за јануар и февруар. И друга влада била пред вас. Еве го графиконот. Значи, вие треба да се ангажирате, премиере, да се ангажирате со своите министри. Јас многу пати кажав, вие запоставувате работи кои се клучни. Во економијата не може да запоставувате, може имате некој задолжен во тимот на кој имате доверба, меѓутоа овие се податоците. И за тие податоци ние бараме одговори на поставените прашања. Пред тоа имаше колешката од делот на културата. Ни таму не можете да одговорите. Секаде најдувате оправдување дека работите, или ќе работите, или ќе дојде голем инвеститор, па кога ќе дојде големиот, тогаш ќе рачунате на тие 3% за да имаме данок на Да, така одговоривте сега. Не знам кој ќе дојде, Google или некој друг инвеститор. Па 2 години чекаме да се подобрува таа лоша состојба економска во која вие ја затекнавте државата. Никој не слушнав дека се враќа во Македонија, туку уште заминуваат млади. Никакви инвеститори немаме за да можете да се пофалите. Од вај малце мрднавме да не бидиме 0 во растот на... Правите уште ревизии на патишта. Немате ни инвестиција, немате ни инвеститор, немате ни градба, затоа вие всушност и овој графикон во јануар и февруар за потрошокот на инвестициите. Не знам сега дали ви одговоривте, ќе одговорите ви или на второто прашање министерот.